Добро вечер, тредневник на К3. Многу семејства во Македонија го сметаат Свети Никола за свој домашен заштитник и со многу внимание го празнуваат неговиот ден. Овој празник е попознат како Свети Никола Летен, денот на пренесувањето на моштите на светецот Николај од мир во Бари. Со сите обичаи, жителите на село Табановце го прославија овој ден. Да погледнеме дел од атмосферата од прилогот што следи. По повод одбележување на големиот празник Свети Никола, жителите во село Табановце во црквата Света Петка традиционално го одбележаа Свети Никола со осветување на крст, одбирање на нов кум и свечен ручек. Оваа манифестација ја посетија и голем број политички партии. Ова е лета Свети Никола, слава на нашата црква Света Петка. Како ја организираме? Организираме на тој начин, секоја година се бира новиот кум. Тој кум сега дали е постно или е мрство, ако е постно, еве како на овој ден се готви риблја чорба. Ние како црквен одбор и организатори на село му помагаме на кумот, собираме пари во село и сета таа манифестација ја му помагаме и ја завршуваме до крај, да. Свети Никола се празнува на многу места, така и селото Табановце го има земено за свој заштитник за полето. Се прави литија, има околу 4 крста во селото, се оди од крст на крст и се читаат молитви за белиќет да го чува полето за родна година. Свети Никола се празнува на многу места, така и ова село го има заземено као заштитник за полето и се прави литија, има околу 4 крста во селото и се оди од крст на крст и се читаат литини молитви за берекет Господ Бог да го чува полето за родна година. Новоизбраната кума Надица ќе има задача за наредна година да направи црковен колач, подготви јадење и да повика гости. Кума треба да направи колач за Свети Никола, прво црквен колач, па после за себе да си направи колач. И тоа е све, јадење, пиење, да си повика гости да дојде. Едноставно за здравје, своје и нормално за село, за берекет, за све. Постарите жители на оваа село раскажуваат за значењето на овој празник. Овдека е главно заветиште и овдека доаѓаме сваки ден. Ово е летња Свети Никола, а стари сточари славиле су овча Свети Никола. Од данас ке се почиња стрижба на овце. И тоа е века се овча Свети Никола. А иначе ми славиме како летњу Свети Никола и тоа е наша стара традиција. Свети Никола е роден во Патара, Ликија, Мала Азија, околу 270 година, како единствено дете на неговите родители Теофан и Нина. На овој ден се празнува пренесувањето на моштите на Свети Никола од мир во Бари, Италија. Над 150 ученици од Кумановските основни училишта учествуваа на четвртата манифестација Техносајенс, која организира средното училиште Наце Буѓони. Надпреварот има за цел да го популаризира изучувањето на техничките, но и природните науки меѓу полуматурантите од градот. За идната година најавија дека ќе присуствуваат представници од Машинскиот и Електротехничкиот факултет од Скопје. Со цел промоција на електротехничките и машинските струки помеѓу полуматурантите од Куманово техничкото училиште Наце Буѓони организираше Техносајенс, манифестација која се одржува по четврти пат. Инвентивни креации и проекти на учениците од Кумановското училиште имаа можност да ги проследат посетителите, а учениците од основните училишта се надпреваруваа по природни науки и технички науки. Сирена за квиз е реализирана со PLC. Сушто ова е панел за квиз, поставуваме прашања со помош на тестатура на мониторот. Има тројца играчи кои се пријавуваат да одговарат прашање. Има испитувач кој одлучува дали тој одговор е точен или неточен. Ние сме од здравствена секција и тука можеме да измериме притисок, правиме преврски и така натаму. Примена нема бидејќи е мала, а може се направи поголема да има примена. Вие во која струка сте? Машински техничар. Интересна ли е таа струка? Добро, интересно е.
Професорите велат дека во последниве години се поголем е интересот на полуматурантите за упис во стручното образование. Ако во минатото во оваа училиште се запишуваа ученици со послаб успех, последниве неколку години статистиката покажува дека токму учениците со највисок успех се запишуваат на електротехничката и здравствената струка. Да, ние сме училиште веќе треќа година поред каде што запишуваме најголем број на ученици. Задоволство ми е што се поголем број на одлични ученици доаѓаат кај нас, каде што имаме медицинска струка, кај што запишуваат се одлични ученици со 70 бода, електротехничка струка, кај што не се запишуваат одлични ученици и машинска струка, кај што напредуваме, се поголем број на подобри ученици ни доаѓаат за разлика од минатите години. Куманово со години наназад има недостиг на инженери и токму оваа манифестација има цел да го популаризира изучувањето на науките. Година во година манифестацијата се повеќе добива на значење и станува се помасовна, така да оваа година имаме повеќе од 150 учесника и веќе имавме некои разговори со факултетиве од Скопје што се технички. Пред се со електротехничкиот факултет, како што знаеме сите, деканот ни е Кумановец, нели, што радо би го поддржал ова заедно со нас, би го направил секако и машинскиот факултет, значи се со цел да им придадеме значај на техничките науки кои се основа за развој на општеството. За идната година, кога ќе се одбележат 5 години од постоењето на манифестацијата, планирано е учество на електротехничкиот и машинскиот факултет од Скопје. Со неколку часовна забава, матурантите од гимназијата Гоце Делчев го прославија завршувањето на средното училиште. Прославата се одржа во ресторан Палас, а матурските вечери традиционално се најубавите случувања во нашиот град. Прилог на колешката Ивана Младеновска. Матурските вечери традиционално се најубави случувања во нашиот град што го одбележуваат месецот мај. Во ресторан Пала со неколку часовна забава матурантите од гимназијата Гоце Делчев Куманово го прославија завршувањето на средното училиште. Видно задоволни во прекрасни тоалети со насмевка на лицето рекоа дека би сакали понатаму да го продолжат своето образование на некој од факултетите, а оваа вечер за нив представува печат на 4-годишното другарување. Моето школување планирам да го продолжам во Скопје и да студирам новинарство. Па ова вечер е од големо значење за мене, затоа што представува една последна вечер во која ќе се собереме заедно генерацијски. Може би понатаму веќе нема да се видуваме и ова ќе е нешто незаборавно, што ќе ни остане како спомен за понатака, што ќе го помниме за секогаш. Јас моето школување планирам да го продолжам на Факултетот за уметност во Скопје, на смерот на графички дизајн. Зошто? Па не знам, јас сум човек што ја сакам уметноста и се пронаоѓам во нејзе. Од какво значење е ова вечер за тебе? Оваа вечер има големо значење за мене, бидејќи представува вечер што символично означува крај на една голема целина и мислам дека многу е битна. После оваа вечер пред се планирам да си продам прево, а понатаму размислувам за некој факултет. Значи пред се е музички факултет, но имаме некоја друга алтернатива што би сакал и таа да азделам. Ова вечер за мене од особено значење, бидејќи славам матура, го завршувам моето средно образование. Се надевам и на абсолвентска и ќе видиме. Тоа е тоа. Планирам да продолжам на филолошкиот факултет Лаџа Коневски, на германски и на книжевност. Какво значење ова вечер? Па ова вечер за мене има огромно значење затоа што на некој начин ова представува една круна на нашето 4-годишно образование во гимназијата. Оваа вечер ми значи бидејќи можеби за последен пат се собираме сите заедно и не знам, убаво е. Професорите од гимназијата им ја честитаа матурата на учениците, потенцирајќи дека е привилегија да се биде дел од една ваква генерација. Па прво би сакал да кажам дека беше чест и задоволство да се биде дел од една ваква генерација како класен раководител и како професор. Би сакал да искористам ова прилика да им ја честита матурата, да се запишат на високообразовните институции, да бидат академски граѓани и сите жели во животот што сакаат да им бидат остварени. Секое време си носи свое бреме. Значи генерации доаѓаат, ние полека по некоја година повеќе и во глобала тоа е тоа, сите живееме за овие млади дечиња, за овие прекрасни ученици кои треба да ја представуваат нашата иднина.
Матурата представува круна на полнолетството, почеток на нов циклус од животот. Се раскажуваат случки од средношколските клупи, се подсетуваат на убавите моменти поминати во средно образование. На крај секој по својот пат го избира тоа што сака да биде во животот, но деновите од средно никогаш не се забораваат. Градежната сезона во општина Крива Паланка стартуваше со градежните активности на локалниот пат во село Конопница во должина од 330 метри до местото викано Спас. Вредноста на проектот е околу 39.000 евра, кои се обезбедени од Светската банка преку јавното претпријатие за државни патишта. Жителите на село Конопница ќе добијат нов асфалтен пат во должина од 330 метри, кој ќе биде продолжение на локалниот пат до местото викано Спас. Деновиве започнаа градежните активности на терен кои ќе ги изведува фирмата Бетон од Скопје, информираше градоначалникот Алексовски. А средства за изградба на локалниот пат ќе се обезбедат од Светската банка преку јавното претпријатие за државни патишта. Во моментот ги искористуваме средствата од Светската банка, тоа се околу 39.000 евра и со оглед на тоа дека за овој дел од имаме и градежна дозвола и проект, значи се работи за продолжение на патот од Конопница према место викано Крст, поточно до гробиштата во село Конопница. Значи во моментот ќе се асфалтира 300 метри пат, не остануваат уште 300 метри, тие 300 метри ќе бидат поправени, оспособени, но сепак ќе биде земјан пат. Освен овој патен правец, во предстојната градежна сезона ќе бидат асфалтирани и улиците Ацо Шопов во населба Лозаново, патот од спојот на М2 до централниот пат во село Конопница и патот од црквата Свети Теодор Тирон во село Конопница до местноста Долноводци, информираше првиот човек на општината Алексовски. Локалната самоуправа на Крива Паланка продолжува со интензивна реализација на низкокапитални проекти за подобрување на локалната патна мрежа, а со тоа и на стандардот на живење во населените места во општината, велат одговорните. Турот кој требаше да се одржи на 29 мај во Куманово е одложен, информираат од мотоклуб Мечки од градот. Организаторите ги известуваат сите клубови и поединци дека собирот кој требаше да се одржи кон крајот на месецов во Куманово заради оправдани причини е одложен, додека за новиот датум ентузијастите дополнително ќе бидат известени. Планината не може ниту да се освои, ниту да се присвои, но затоа дозволете си себе си една освојувачка авантура на убавините на Осоговските планини. Легендата ќе продолжи да живее во нашите спомени, вели организаторот на традиционалната експедиција Стојанче Величковски од Крива Паланка, во поканата за учество на меѓународната планинска трансферзала 4М. Помалку неверојатни 17 години во нашиот дел од татковината екзистира првата македонска брендирана планинарска патека, а утре десетици ентузијасти и љубители на природата повторно ќе ја поминат оваа традиционална рута. Имајќи предвид дека само мал дел од нашите сограѓани го знаат овој куриозитет, интернационалната трекинг делница Трансферзалата 4М има потреба од популаризација. Незиниот идеен творец и практичен реализатор Стојанче Величковски неуморно продолжува да ги афирмира убавините на Осоговието и пошироко преку планинарското патешествие. Без малку 2 децении планинарите од нашата земја и од странство ги запознаваат пределите на овој дел од Балканскиот полуостров, следејќи ги стапките на четворица светци од нашиот регион. Возбудливото искуство ги води ентузијастите низ атрактивни места во неколку земји, следејќи ја легендата од 11 век за четворицата пустиножители од Лесновската гора: Јоаким Осоговски, Јован Рилски, Прохор Пчински и Гаврил Лесновски, и нивниот пустиножителски пат по разделбата на 4 различни страни. Подобната точка на патеката е манастирот Свети Гаврил Лесновски, од каде се тргнува на Изгресонце, по собирот под 6-вековната Црница. Од тука, минувајќи низ преубавите и живописни предели на овој дел од Осоговието, низ патеки се минува преку Злетовска река. Патот продолжува кон Емиричка река, каде се појадува, пошто дел од турата минува и по асфалтниот пат изграден за потребите на браната Кнежево. Во продолжение се оди по планинските патеки по долината на Кучешка река, Конопничка, Бела вода, па Костадиница, каде е вториот дневен оброк за посовладувањето на највисоката кота на патеката од 1645 метри планинарите да се спуштат кон Дурачка река и Корија и кај Бела вода, и потем се пристигнува во манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Низ годините Величковски под мотото, по патот на една легенда,
мобилизирал голема група домашни и странски ентузијасти, кои заедно со него го истражувале нашиот дел од преубавата Македонија, откривајќи ги тајните кои во себе ги крие. Останува следејќи го примерот на Величковски секој од нас да најде миг во стресното секојдневие и подобро да го запознае родниот крај за повеќе да го цени. Заинтересирајте се за активностите поврзани со трансверзалата 4M и вклучете се, бидејќи тоа не е обично пешачење, туку откривање на убавините што го поврзуваат човекот со природата, а импресиите од утрешната експедиција по викендот. Во организација на Унијата на жени при ВМРО ДПМН од Куманово беше одржана трибина на тема алергиите, болест на денешницата. Едукативното предавање го водеше доктор Гоце Бузалков од Велес. Повеќе во приложение. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Куманово одбира актуелни теми и организира предавања на кои говорат стручни лица од соодветна област. Човековото здравје е најскапоценото нешто, а само здрав и витален човек е способен да действува и да го крепи семејството и општеството, велат одговорните. Според Светската здравствена организација, алергиите се болест на 21 век и тивок непријател на здравјето. На предавањето во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Куманово за алергиите говореше доктор Гоце Бузалков. Целта на оваа трибина начелно е да се запознае пошироката јавност за проблемот со алергиите, на кој начин тие се манифестираат, кои се превентивните мерки кои што би требале да се превземат за да се спречат алергиите или евентуално доколку веќе се настанати, кој е начинот и кој е третманот за нивно лекување. Алергиите се дефинираат како спој на генетски предиспозиции и влијанието на околината. Тие се болест на 21 век и според Светската здравствена организација. Заземаат епидемиски размери. Причината заради која што ја одбравме оваа тема, без разлика што се работи за болест која што не е смртоносна и не е потенцијално опасна, меѓутоа е епидемиски размери има, односно има статистички потоци дека секој трет граѓанин на Република Македонија има некој тип на алергиски манифестации. Да ја анализираме оваа тема, малку да зборуваме за неа, да се запознаеме со основните причини за јавување на алергиите, основните начини како да препознаеме, а секако и како да се ослободиме од тие симптоми кои што ги прави алергиската реакција, без разлика дали се манифестира како кивавица, дали како нафрлување по кожата или па потешки форма како што е астмата. Доктор Бузалков рече дека никој не може да ги избегне причинителите на алергиите, но за да се избегнат доколку е можно или за да се ублажат последиците од нив, истакна, важно е да се следат препораките од стручните лица. Македонското министерство за надворешни работи реагираше на неодамнешната изјава на албанскиот премиер Еди Рама за можна блокада за членство на Македонија во НАТО. Република Македонија ќе продолжи да работи активно на постојано зајакнување на соработката со сите наши соседи и партнери во интерес на напредокот во регионот, стои во реакцијата на МНР. Македонското министерство за надворешни работи реагираше на неодамнешната изјава на албанскиот премиер Еди Рама за можна блокада за членство на Македонија во НАТО. Сите блокади, закани со блокади и изјави за нудење изговори против наше членство не се во духот на европските вредности и не придонесуваат за мир и стабилност во регионот. Неопходна е искрена соработка и недвосмислена поддршка од нашите соседи и од меѓународните партнери. Република Македонија ќе продолжи да работи активно на постојано зајакнување на соработката со сите наши соседи и партнери во интерес на напредок во регионот, стои во реакцијата на Министерството за надворешни работи. Од МНР вела дека стратешка цел на Република Македонија е да се интегрира во Европската унија и во НАТО. Тоа е во интерес на сите македонски граѓани за подобра иднина, економски развој, мир и стабилност во земјата и регионот. Меѓуетничкиот соживот и почитувањето на културните, етничките, верските различности и на човековите права се темел на македонското општество и на уставното уредување. Сите ние заедно сме обединети за европска иднина на Република Македонија, се вели во реакцијата. Профитабилноста на банките во Република Македонија во 2014 година е значително повисока во однос на 2013, информира Народната банка во извештајот за ризиците во банкарскиот систем за 2014 година. Најизразено позитивно влијание врз профитабилноста имаат намалените каматни расходи, а за прв пат во изминатите неколку години на годишна основа се намалуваат оперативните трошоци на банките.
Профитабилноста на банките во Република Македонија во 2014 година е значително повисока во однос на 2013 година, информира Народната банка во извештајот за ризиците во банкарскиот систем за 2014 година. Добивката по одоночувањето остварена во 2014 година во висина од 3149 милиони денари или околу 51,2 милиони евра е поголема за 838,4 милиони денари или за 36,3% во споредба со добивката остварена минатата година. Најизразено позитивно влијание врз профитабилноста имаат намалените каматни расходи, а за прв пат во изминатите неколку години на годишна основа се намалуваат оперативните трошоци на банките. Основните показатели за профитабилноста, повратот на активата и на капиталот се значително зголемени, а видно подобрена е оперативната способност на банките за создавање на приходи кои што ги покриваат расходите од нивното работење. Издвоената исправка на вредноста за кредитите во 2014 година е помала во споредба со 2013 година, што соодветствува со пониската годишна стапка на раст на нефункционалните кредити во 2014. Сепак, ефектот од кредитниот ризик врз профитабилноста на банките е негативен, имајќи предвид дека на нето основа исправката на вредноста за кредитите е зголемена, поради помалиот износ на ослободена исправка на вредност на кредити и пласмани. Нето исправката на вредноста на нефинансиски средства се намалува, освен идното движење на квалитетот на кредитно портфолио. Еден од поголемите ризици за профитабилноста на банките е идниот капацитет на банките за генерирање нето каматен приход, кој во последните години се темели главно на намалување на каматни расходи поради намалување на депозитни каматни стапки, се вели во извештајот. Рускиот медиумски регулатор Роскомнадзор ги предупреди Google, Twitter и Facebook за кршење на законите на интернет сообраќај во Русија. Джихадистичката организација Исламска држава го презеде последниот граничен премин меѓу Сирија и Ирак. Председателот на Европската централна банка Марио Драги оцени дека иако постои скромно заживување на економијата, нејзиниот раст на секаде низ Европа е многу слаб. Ова се вестите од светот. Рускиот медиумски регулатор Роскомнадзор ги предупреди Google, Twitter и Facebook за кршење на законите за интернет сообраќај во Русија. Под паролата на Роскомнадзор Вадим Ампелонски изјави дека доколку не се усогласат со руските норми, трите платформи може да бидат блокирани. Рускиот орган за медиумски надзор соопшти дека испратил оваа недела писма до трите компании чии седишта се во САД, во кои инсистира тие да ја усогласат својата работа со законите на Русија, кои од критичарите на председателот Владимир Путин се окарактеризирани како цензура. Во нашите писма ние редовно им ги посочуваме на компаниите последиците за кршењето на законите, изјави Ампелонски. Джихадистичката организација Исламска држава го презеде последниот граничен премин меѓу Сирија и Ирак по повлекувањето на силите на сирискиот режим, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Преминот Ал-Танф, како што е наречен во Сирија, или Ал-Валид, во Ирак се наоѓа во сириската провинција Хомс, каде во средата Исламската држава го презеде античкиот град Палмира од владините сили. Припадник на Исламската држава потврди дека групата е презела контролата врз преминот, кој се наоѓа на 240 километри од Палмира, јави БТА. Ирачки представници изјавија дека ирачките сили исто така се повлекле од нивната страна на преминот. Председателот на Европската централна банка Марио Драги оцени дека иако постои скромно заживување на економијата, нејзиниот раст на секаде низ Европа е многу слаб. Бележиме известно подобрување на економските услови во Европа, но економскиот раст и натаму е премногу слаб, а инфлацијата останува многу ниска, порача Драги во обраќањето на отварањето на тридневниот меѓународен форум на представници на централните банки и економски експерти посветена на невработеноста што се одржува во португалскиот град Синтра. Ваквото предупредување на Драги доаѓа во услови кога се појавуваат први показатели на повторно економско заживување на еврозоната и кога во првиот квартал од годинава во неја е забележан економски раст од 0,4%. Кошаркарите на Куманово тргнуваат во решавачката плей-оф рунда од која очекуваат многу. Тимот е подготвен да даде се од себе да го елиминира реномираниот противник и да се избори за големото финале. Извештајот од надпреварот ќе може да го проследите во утрешното информативно издание.
Македонскиот репрезентативец Гоце Георгиевски следната сезона ќе го носи дресот на Тулуз. Младиот руски бек Александар Деревен е нов член на Вардар и во дресот на црвено-црните ќе остане најмалку 3 сезони. Деревен е еден од најталентираните леви бекови во Европа, како потврда за тоа зборува и фактот што од страна на ЕХФ е номиниран за најдобар млад ракометар на сезоната, а на последното светско првенство во Катар во јануари годинава беше избран во All-Star тимот на дебитантите на Мундијалот. Деревен е висок, 198 см, а игра на позицијата лев бек, каде што настапува и Алексеј Растворцев, кој заминува бидејќи му заврши договорот со клубот. Деревен е роден во Толјати на 26 март 1992 година и досега настапуваше за екипата на Чеховски медведи. Од 2012 година е дел од првата екипа на Чеховски медведи, а сезонава ја доби довербата во клубот и играше на сите надпревари од групната фаза. Сезонава во Лигата на шампионите постигна 63 гола и тоа само во групната фаза, бидејќи рускиот тим не успеа да се пласира во осми на финалето. Играше и за репрезентацијата на Русија на последното светско првенство во Катар, каде зборнаја го освои 19-то место. Со екипата на Чеховски медведи е првак на Русија во 2013 и 2014 година, освојач на Купот на Русија во 2013 и на Суперкупот во Русија во 2014 година. Информациите кои се појавија во изминатите неколку денови и кои велеа дека популарниот Џомба ќе остане во Тулуз се остварија. Францускиот тим на својата официјална интернет страница потврди дека ја продолжиле соработката со македонскиот репрезентативец, кој според новиот договор во овој тим ќе остане најмалку до јуни 2016, а постои клаузула која вели дека договорот може да биде продолжен на уште една сезона. Популарниот Џомба во Тулуз пристигна на средината на сезоната, а на 6 одиграни меча постигна 23 голови со 82% успешност во реализацијата на ударите. Секако, овие податоци беа доволни Тулуз да го задржи македонецот. Русинот Сергеј Андреев не е повеќе тренер на Вардар, пишува Македонски спорт. Како што објави овој весник, раководството на новиот шампион на Македонија и Андреев спогодбено ја прекинале соработката. Покрај тоа што Вардар ја освои шампионската титула, првите луѓе на тимот не биле задоволни од тоа како функционирала екипата, па поради тоа решиле да се разделат со Андреев. Според информациите, Русинот сепак ќе остане во Вардар, но најверојатно како координатор на младинските школи. Во текот на наредната недела се очекува Вардар да го промовира новиот тренер. Во вестите од меѓународниот спорт донесуваме. Во финалето на западната конференција, екипата на Голден Стейт успеа да победе со 2-0 во дуелот против Хјустон. Португалскиот фудбалски јас Луис Фиго се откажа од кандидатурата за претседател на ФИФА. Луис Хамилтон го продолжи договорот со Мерцедес на 3 години. Одличен напревар ноќес одигра екипите на Голден Стейт и Хјустон во вториот месец од западната конференција. Вориорси како домаќини остварија победа од 99-98 во неизвестна завршница. Звезди на вечерта беа Харден и Кари, кои приредија уште една незаборавна ноќ на љубителите на кошарката. Харден имаше фантастичен учинок од 38 поени, 10 скокови и 9 асистенции, кои на крајот сепак не беа доволни за победата. Од друга страна пак MVP за оваа сезона Кари исто така демонстрираше ефикасност од 33 поени и 6 асистенции. Треба се спомене дека оваа сезона Хјустон се уште не го победил Голден Стейт и моменталниот скор е 6-0 за Голден Стейт. Прославениот фудбалски јас Луис Фиго се откажа од кандидатурата за претседател на Светската фудбалска федерација и го обвини сегашниот претседател Сеп Блатер за корупција. Пред неколку дена од трката се откажа и холанџанецот Михаел Ван Прак, кој заедно со Фиго решија да му дадат подршка на единствениот противкандидат на Блатер, јорданскиот крал Али бин Ал Хусейн. Изборот за првиот човек на ФИФА ќе се одржи на 29 мај во Цирих, а според сите прогнози се очекува Блатер да биде реизбран на функцијата. Водачот на Мерцедес Луис Хамилтон го продолжи договорот со таа екипа на уште 3 години. Официјалните детали на договорот ќе бидат објавени во текот на овој викенд во Монте Карло кога ќе се води големата награда. Англиските медиуми наведуваат дека новиот договор ќе изнесува фантастични 140 милиони долари. Хамилтон од 2013 година во Мекларен дојде во Мерцедес и успеа во 43 трки да освои 15 победи. Во текот на кариерата 30 годишниот англичанец успеа да забележи вкупно 36 победи. Какво време не очекува да проследиме метео?
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.